Чекај, не. Вести на Канал 8, добар ден. На покана на градоначалникот Николчо Илиев во општина Кочани се одржа уште една работна средба со земјоделци, представници на Сдруженија на оризопроизводители и на оризопреработувачки капацитети од Кочанско. Меѓу другото, беше заклучено да се преземат активности за оспособување на полските патишта и на дел од каналската мрежа во регионот. Тони Ајтовски со деталите. Општина Кочани ќе даде подршка во рамки на својот делокруг во поправката и оспособувањето на оштетените полски патишта и на дел од каналската мрежа за наводнување и за одводнување на земјоделските површини. Со тоа сака да им помогне на земјоделците пред престојната сеидба на оризот и на другите пролетни култури. Ова било заклучено на работната средба што градоначалникот Николчо Илиев ја одржал со индивидуални земјоделци, представници на Сдруженија на оризопроизводители и на оризопреработувачки капацитети од Кочанско. Средбата представува продолжување на започнатите активности за анализа на актуелната состојба со пристапните полски патишта и за потребните активности за нивно подобрување, како и за дефинирање на потребните позиции за подобрување на каналската мрежа и обновување на делови од системот за наводнување. При тоа, градоначалникот Илиев информирал дека општината ги става своите капацитети на располагање и во наредниот период ќе направи увид во сеидбените планови, но и на лице место, со цел да се подобрат полските патишта и да се олесни транспортот на земјоделските производи. Исто така, општината се става на располагање на земјоделците и за подршка при аплицирањето по престојниот повик од ИПАР програмата за набавка на земјоделска механизација, со приоритет за купување ролобалирачки и машини за сечење на сламата. Овие мерки се со цел да помогнат во искористувањето на оризовата и друга слама за потребите на пречистителната станица за отпадни води, како и за намалување на палењето на страништата. Земјоделците ги образложиле приоритетните полски патишта и сугерирале модели за соработка во прибирањето на оризовата слама, заради што поголем опфат на површините и ефикасност во незиното собирање и транспорт. На средбата, на која присуствувале и раководителите на водостопанската подружница Брегалница и на подрачната единица на Министерството за земјоделство, била дадена подршка на почнатите активности за подобрување на патната мрежа во полскиот регион и за обновување на делови од системот за наводнување. При тоа било побарано контактите и разговорите меѓу локалната власт и земјоделците да продолжат, а на следните состаноци да присуствуваат и представници од ресорното министерство од Скопје. Неопходноста од оспособување на каналската мрежа била образложена со фактот дека 2019 била екстремно сушна година, а во моментот акумулацијата Калиманци располага со 28 милиони метри кубни вода, што е околу 23% од вкупниот нејзин капацитет. Од општина Кочани информираа дека градоначалникот Николчо Илиев во текот на денот остварил средба со командантот на касарната Јане Сандански во Штип, подполковник Стојанче Костов, и со подофицерот за односи со јавноста Димитар Јанев. Целта на посетата била да се воспостави непосреден контакт со високите представници на втор пешадиски батальон, во чија зона на одговорност припаѓа и Кочани. Според градоначалникот Илиев, на средбата начелно биле дефинирани целите и задачите за заедничко дејствување и соработка што може да биде од корист на граѓаните на овој регион. Започна решавањето на долгогодишниот проблем со водоснабдувањето на жителите на село Лески Виничко, информира новото раководство на јавното комунално претпријатие Солидарност. Во новата година, со покачувањата на платите на вработените од 2019 година, се очекува и вработување на млади кадри во претпријатието. Во новата година би требало да се реши проблемот со водоснабдувањето на жителите во село Лески Виничко. Тоа е еден од приоритетните проекти на јавното комунално претпријатие Солидарност во 2020, кое заедно со општина Виница работи на проширување на филтер станицата и поставување цевковод. Јас се надевам и сум сигурен дека во 2020 ќе се реши проблемот со водоснабдување во Лески. Тука општината се јавува како инвеститори, колку сум јас запознаен, таму работите се во завршна фаза, се чекаше подолго време на дозволи од министерството, од надлежните министерства, односно Министерство за просторно планирање, Министерство за животна средина. Колку што сум запознаен, тие работи се веќе при крај, средствата се обезбедени,
за проширување на постојната филтер станица со дополнително еден базен и за поставување цевковод до село Лески со кој што ќе може село Лески да се приклучи на градскиот водовод и со тоа трајно ќе биде решен проблемот со водата за пиење во Лески. Трајков рече дека во февруари 2019 година покачен е бодот на вработените во предпријатието, а во декември имаше и второ покачување. Или вкупно за 10 месеци платите на вработените во јавното предпријатие се качени за 20%. И со тоа е даден дополнителен мотив кај вработените за подобро извршување на задачите. Како и во останатите предпријатија, така и во ова недостасува млад квалификуван кадар, па Трајков истакна дека со овие покачувања се надева дека ќе ги поттикне младите да се вработат во предпријатието. Општина Кочани ќе организира традиционалната манифестација за избор на најдобар спортист за 2019 година. По тој повод упати јавен повик за пријавување кандидати за во неколку категории, а рокот за поднесување на пријавите е до 23 јануари. Општина Кочани годинава ќе организира манифестацијата за избор на спортист за 2019 година. Локалната самоуправа ја започна постапката во која во одлучувањето кому ќе му бидат доделени наградите ги вклучува и Сојузот на спортови и Асоциацијата на новинарите од градот. Од одделението за јавни дејности веќе го утврдиле календарот по кој ќе тече постапката. Организирањето на манифестацијата е повод да се упати и јавен повик до кочанските спортски клубови и поединци да пријават кандидатура за изборот. Според пропозициите ќе се избира најдобар спортист за 2019-та, најдобар млад надежен спортист, најдобра спортска екипа, тренер и спортски работник за минатата година. Право на учество во изборот имаат сите спортисти, екипи и спортски работници од клубови кои што се регистрирани со дејност спорт, а секој кандидат треба да поднесе и копија од клубската легитимација. Исто така, при пријавувањето неопходно е да се достават податоци за постигнатите резултати и копии од добиените признанија и награди за освоени места од турнири или пак од државни и меѓународни надпреварувања. Пријавите исто така треба да содржат и податоци од лице за контакт со телефонски број. Документите треба да се поднесат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани најдоцна до 23 јануари. За денот кога ќе се одржи свеченоста за доделување на наградите и признанијата на најдобрите спортисти и спортски екипи, од општина Кочани дополнително ќе информираат. Објавен е јавниот повик од ИПАРД-2 програмата што се однесува на мерката за инвестиции во материјални средства за земјоделски и рибни производи. Информираат од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството Кочани. Нови 13,3 милиони евра од ИПАРД-2 програмата преку мерката 3 инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи ќе бидат распределени со јавниот повик што веќе е објавен и ќе трае до 11 следниот месец. Фокусот е ставен на развој и унапредување на преработувачките капацитети во агросекторот. На овој начин и преку овие мерки се нуди можност за развој на домашните земјоделски стопанства и агрокомпаниите. Преку осовременување на постоечките и отворање на нови производни капацитети се очекува да се постигне зголемено производство, пласман на домашните преработки и девизен прилив од извозот на домашните производи. Со овој јавен повик им се овозможува на фирмите и на земјоделските задруги да инвестираат во отварање на преработувачки капацитети и опрема, при што најмалку 50% од инвестицијата ќе им биде кофинансирана преку оваа програма ИПАРД-2, односно финансиските средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка. Рокот за аплицирање по оваа мерка е до 11 февруари оваа година и вкупно на располагање финансиски средства по овој јавен повик има некаде околу 13,3 милиони евра. Ова мерка се однесува на инвестиции во преработувачки капацитети и тоа за млеко и млечни производи, месо и производи од месо, вклучително јајца и живина, овош и зеленчук, житарици, мелнички производи и скроп, потоа растителни производи и масноти од животни, шира, вино и оцет. Значи, ова мерка трае, како што рековме, се до 11 февруари оваа година и по тој повод
телото за управување со ИПАРТ во соработка со платежната агенција и со агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ќе организираат инфоденови во врска со овој јавен повик за подобро да им се доближи и да објасни оваа мерка на сите потенцијални кандидати кои што сакаат да аплицираат. Ќе бидат одржани околу 12 инфоденови во 12 различни градови во Македонија, меѓу кои е и Кочани. Во Кочани ќе биде одржана оваа инфосесија на 28 јануари со почеток во 11 часот. Точната локација се уште не е јавена, но дополнително ќе ја објавиме од кога ќе ја дознаеме. Потребните образци од барањето за користење средства од ИПАР-2 програмата 2014-2020, како и упатство за корисници на средствата од неа во кои се содржани сите информации за критериумите, условите за прифатливост на проектите и условите за финансирање и останати информации кои се неопходни за изготвување на барање за користење на средства од ИПАР програмата, упатство за изготвување на деловен план и останати корисни информации во електронска верзија може да се превземат на веб адресата на агенцијата ipartpa.gov.mk. В недела на 12 јануари ќе се одржи годишен концерт на фолклорниот ансамбл Кочани под наслов За многу години. Ќе настапат сите групи членови на ансамблот, вклучувајќи ја и возрастната рекреативна група играорци. На концертот ќе биде промовирано и ново оро, кое за прв пат ќе го играат фолклористите. За многу години е насловот на концертот на фолклорниот ансамбл Кочани, кој секоја година се одржуваше пред Нова година, а веќе 2 години се одржува за време на божикните празнувања. Така ќе биде и оваа година, кога концертот е закажан за 12 јануари недела во 19 часот во Центарот за култура Бели Мугри. На концертот ќе настапат сите фолклорни групи во состав на ансамблот од најмалите па се до рекреативната група играорци. Публиката ќе има можност да ги види веќе познатите ора, кои ги играат играорците, но и градски и охридски игри. На концертот ќе биде промовирано и орото Оровички собор, ора и песни од Радовишко поле и Радовишки шоплук. Станува збор за нова сценска адаптација која што ансамблот ја подготви за овој концерт, а за тоа се погрижија кореографите Риста Ѓоргиев и Јана Николова, кои во последните неколку години внесоа свежина во ансамблот со поставување и изучување нова кореографија и ора. Новина на овој концерт е и тоа што песните и ората нема да се играат на плейбек, туку ќе бидат свирени во живо од оркестерот на ансамблот Кочани. Гости на концертот ќе бидат членовите на фолклорното студио Етнос од Скопје. Билетите изнесуваат 100 динари, а може да се купат во петок и сабота од 19 до 21 часот во мултикултурниот центар Ленин, а в недела на врата пред почетокот на концертот во Центарот за култура Бели Мугри. Следува информацијата од спортот. Планинарите од Кочани го реализираа традиционалното божикно искачување на врвот Руен на Осоговските планини. Активностите ги продолжуваат викендов со вториот дел од акцијата за обележување на патеката од Оризари до манастирот Свети Хралампи. Сончевото време и поволните дневни температури и покрај снегот и зимските услови не ги спречија планинарите на планинарскиот спортски клуб Осогово да се искачат на највисокиот врв на Осоговските планини. Освојувањето на Руен е традиционално во рамки на одбележувањето на божикните празници, а што како активност се реализира во последните неколку години. Групата планинари на 2252 метри надморска височина стигнала без проблеми, а кратко закрепнување имала во објектот што е изграден на самиот врв. Искачувањето на Руен беше прва акција за 2020 година, пошто се најавуваат нови планирани во рамки на годишната програма за работа на планинарскиот спортски клуб Осогово. Веќе за викендов се најавува продолжување на активностите за обележување на планинарската патека на релацијата од населбата Оризари до манастирот Свети Харалампие во атарот на селото Пресека. Акцијата ќе се изведе в недела со поаѓање во 7 часот од паркот во Кочани. Се работи за втора фаза од планираното соодветно оспособување на оваа планинарска рута, чија вкупна должина е околу 11 километри. Планинарите од Кочани ќе поставуваат таблички и ознаки за да се обезбеди полесно и побезбедно движење на останатите планинари и на граѓаните рекреативци.
Локалната самоуправа на Кочани ќе помога во обновувањето на полските патишта и каналската мрежа. Започна решавањето на долгогодишниот проблем со водоснабдување на жителите на село Лески Виничко. Општина Кочани го објави јавниот повик за пријавување кандидати за избор на спортист на Кочани за 2019. Објавен е нов јавен повик од ИПАРД 2 програмата. Спорт, планинарскиот клуб Осогово го реализираше божикното искачување на врвот Руен. Гледајте вести на Канал 8. Почнуваме по рекламите. Почнувани со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.